Националната федерација на фармери во склоп на празнувањето на празникот Свети Трифон, во склоп на неделата на виното овде во Неготино, организира една специјална настан. Мораме само да напоменеме ребрендирана Национална федерација на фармери и за прв пат председател жена, и тоа за прв пат од Неготино. Да, токму така, како што кажавте, Федерација на фармери, познато од претходно, како и сега ребрендирана Национална федерација на фармери, постои веќе 15 години. Тоа е здружение кое што ги опфаќа сите сектори од земјоделието. Во нашата организација членуваат негде на околу 3000 членови од цела Република Македонија, од сите сектори, така да од оваа година, минатата, мислам, 2017, Федерација на фармери се ребрендира во Национална федерација на фармери, каде што го проширува својот опсег на работење, каде што во склоп на работењето ги опфаќаат и руралните средини кои што не се занимаваат со земјоделие сега. Претходно беа само земјоделци, сега и рурално население, исто така и жени фармери и нивно потенцирање за поголемо експонирање на жените од руралните средини. Исто така акцентот повеќе ќе падне сега на Националната федерација на фармери на работењето на младите фармери, кое што ни е цел да ги задржиме во нашите села, бидејќи селата ни се повеќе и повеќе ни се намалува бројот, така да ќе работиме во иднина во таа насока. Токму и како што кажавте, денес организираме една трибина, тоа е во склопот на програмата на Општина Неготино, која што е тридневна програма во програмата за празникот, најголемиот празник на лозарите Свети Трифун. Така и Федерација на фармери организира трибина трендови во лозарството, каде што гости ние професорот и директорот на Земјоделскиот институт господинот Климе Белески, кој што ќе одржи едно предавање. Исто така во очекување имаме покана и до заменик министерот за земјоделие на Република Македонија, кој што го очекуваме да дојде во соработка заедно со АПРЗ, односно Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието, кој што исто така се многу важен фактор за развојот на земјоделието. Очекуваме голем број на земјоделци кои што се од нашиот крај, кои што со своите дискусии, предлози, програми ќе придонесат за поголем развој на нашата гранка. И знаеме и сами колкави проблеми имавме во минатите години. Лозарството претрпе огромни штети минатата година, потоа 2016 со проблемите со откупот, 2014 со обилните врнежи, така да мораме да се насочиме на други по-модерни технологии, како да се заштитиме од климатските промени. Ние земјоделците се со цел да можеме да произведуваме поквалитетно грозје. Сите овие трибини се во насока на тој правец, каде што можеме сите заеднички да си помогнеме. Државните институции, ние невладините организации и научните институции, научниот кадар. Професорот Климе Белески беше најавен како предавач на вечерашната трибина. Ке говорите за трендовите во лозарството? Трендовите во лозарството, значи актуелни трендови во лозарството во Република Македонија, диктирани во врска со од климатските промени кои што се случуваат дефинитивно, значи како на глобално ниво, така и нели кај нас. Кои се трендовите поврзани нели со климатските промени и секако кои се тие адаптивни мерки кои што треба да ги примениме да се справиме со климатските промени во лозарството во Република Македонија. Ќе ставиме акцент повеќе нели на мерките за адаптација, кои што се може да бидат краткорочни и долгорочни мерки. Од краткорочните мерки ќе спомнеме адаптивни мерки кои што се многу практични. Во лозарството може да се применат веднаш. Се работи пред се за примена на одредени агротехнички, односно ампелотехнички мерки, кои што треба да се применуваат во лозовите насади, како што е примена на заштитни УВ мрежи, понатаму примена на еден специфичен систем на кроење, означен како Т систем или Y систем на огледување на кроење на виновата лоза и во последно време примена на калциум карбонатот.
Тоа се од тие краткорочни мерки, а исто така ќе ги спомнеме и долгорочните мерки, како што се изборот на локацијата и изборот на соодветна подлога и сорта од виновата лоза. Колку вашите сознанија, барем до денес, велат и што велат сушност, дали лозарите применуваат нешто од овие модерни технологии? Па лозарите се повеќе се свесни за климатските промени кои што се случуваат и секако веќе почнува да се применуваат дел од овие мерки. Токму и оваа трибина е да подигнеме уште повеќе свеста за присуството на влијањето на климатските промени и секако за начин како да се справиме со нив. Сашко Минов, началник на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, овде во Неготино. Што е тоа со кое што вашата организација придонесува во самата организација на оваа трибина и за што ќе се говори на трибината пред се организира Федерација на фармери на Република Македонија, а дел од трибината со представување на наша работа, текови у земјоделието, правци, претежно околу лозарство и растително производство, ќе земе учество и ние како подрачна единица со цел да објасниме на земјоделците кои се новите измени у програмата за поддршка на растително производство, лозарството и така. Сакам да те прашам, колку според ваше сознание земјоделците од Неготино и од Неготинско се повеќе се ориентираат кон, да речеме, некои модерни технологии во обработка на почва, што знам, кроење и така натаму? Болна тема, не се толку информирани луѓето и на жал тоа е грешка наша што немаме повише вакви собирања кои што може да се објасни на земјоделците кои се новите текови у земјоделието и обработката, али ќе гледаме напред да се исправиме таа работа. Додека траеше трибината во фоајето на Општинското собрание, локалната библиотека Страшо Пинџур ги имаше изложено најновите публикации од областа на земјоделието, посебно од винарството и лозарството, кои веќе се дел од библиотечниот фонд во оваа установа.